Откако со првиот договор немаше многу успех, денеска во Министерството за економија се подпишаа 20 на нови договори за изградба на мали хидроцентрали во Македонија. Инвестицијата се проценува на 40 милиони евра. Бавно оди реализацијата на проектот за изградба на 400 мали хидроцентрали. Од вкупно 47 локации кои Министерството за економија ги додели во периодот од 2009 до 2011 година, досега во употреба се пуштени само 5 мали хидроелekтрани. Министерот за економија Валјон Сарачини признава дека инвеститорите се соочуваат со одредени административни проблеми, но е оптимист дека наскоро голем дел од хидроцентралите ќе почнат да произведуваат електрична енергија. Во функција се 5, другите се во процедура и се надевам дека во скоро време ќе почнат со работа. Значи, ја кажав дека договорите се подпишани 2009 и 2010. Они имат рок 3 години за да почнат да, односно да ги завршат изградбите. Но сепак тука има некои други проблеми во однос на подпишување документи, имотно-правните спорови и така натаму. Денеска беа доделени 21 нова локација на кои треба да бидат изградени мали хидроцентрали со вкупна инсталирана моќност од 23 мегавати, а нивната изградба ќе чини околу 40 милиони евра. Кочоан Ѓушев, кој на досегашните тендери има добиено вкупно 9 локации, вели дека овие проекти се од огромно значење за електроенергетскиот систем на земјава. Сите мали хидроелектрани кои што вклучително и денешните се подпишуваат, би замениле една голема хидроелектрана како што е Шпиле, Голубочица, Тиквеш и така натаму, како по производство, но така и од друга страна треба да бидеме сите свесни како инвестиција. Досега Министерството за економија има доделено вкупно 68 локации за изградба на мали хидроелектрани на реките низ Македонија. Според договорите, инвеститорите ќе ги користат централите 20 години, пошто тие ќе станат сопственост на државата.